идеме на тема. Ќе преземете мерки да си ги намалите платите или? Еве Или ние да преземеме мерки. Или ние граѓаните. знам дека владата има има иницијатива, иницијатива. да, Затоа и да за таа се- иницијатива ве прашам. Да се Вие најави дека коригира Така е. бодот. Сега докај ќе стасаме, навистина не знам. Јас не сум у таа комисија, треба да дојде на собрание, треба да дојде на комисии. Тоа што ќе биде во интерес на сите, јас ќе го прифрлам. Мислам, не може ни да се делам од... Не ми е јасно како не успевате вие од СДСМ доволно да комуницирате со јавност. Веројатно тоа ви е, например, ево за овој закон, ако не е заинтересиран некој да го проучи и да го најде оваа иницијатива од владата, нема да никој да ја знае. Егиска Македонија. Вие тоа го знаете, бидејќи вашата сопруга е гејка. Не, баба ја од Егиска А, Македонија, баба ја. да. Да, па добро. Не ја пуштаа да Од се кај отиде ти е дома. женато, таму ти е Да, родата. да. Сакав да разговараме малку околу ова зголемувањето на платите за 78%. Тоа е првото прашање, второто прашање како ќе искоментирате таа новата иницијатива за дополнително зголемување, ама прво да изразговараме како помина покачувањето 78% на платите. Бидејќи разговаравме со еден ваш Да. колега, нема да го спомнам името, сега има вака повисока функција од вас. Со него разговаравме околу начинот на кој што пратениците на ВМРО ДПМН, обидувајќи се да не помине тоа гласно, демек нивно е барањето, се договарале за организирање на комисиска расправа токму за ова прашање. Така беше. Ова тематика е произлезе од одлуката на Уставен суд да се поништи закон од 2014 мислам година со кое што се замрзнати плати на сите функционери. Што е тука многу дворечно. Луѓе кои што тогаш пратеници земале 7 минимални плати, затоа што 2014 не знам колку била минималната, меѓутоа ја да била 9000, колку што беше 2016, плата од 63.000, 64.000 се 7 минимални плати. Така? Да. И никој за тоа не коментираше. Денеска пратеничката плата е нешто повеќе од пола од тие 7 минимални плати. И се направи фама и многу ми е интересно што има пратеници кои што 2014 земале 7 минимални плати, тогаш не коментирале, а сега со дрве и со камења против СДСМ која што никако не е крива, затоа што Уставен суд донесе одлука по иницијатива на еден правник близок на опозицијата. Да, ние Владата го објавивме тоа. имаше негативно мислење во однос на овој закон и Министерство за финанси и владата за тоа што тие треба да ги добијат овие пари. По мене не е правилно исплаќањето на во многу сектори во државата, меѓутоа главен удар се стави на пратениците. По мене треба да постои мерит систем, пратеникот да зема просечна плата и со присуство на комисии и на седници да добива дополнителни бенефиции. Сега нема тоа дека добива пари од комисии, учество е лага, значи секој пратеник учествува на комисија колку ќе се пријави. Има пратеници кои што не учествуваат ни на една комисија. Некои беа големи правници се правеа, па сами се откажаа од законодавна правната комисија и присуствуваат или не присуствуваат само на седници. За разлика од нив, има пратеници кои што без разлика дали се од позиција и опозиција редовно учествуваат во работата на комисиите и сите добиваат исто пари. Инаку подносител на таа иницијатива е, ако е подготвена ли е тој прилог? За зголемување на платите до Уставен суд? Подносител на иницијативата за укинување на одлуката за замрзнување на платите, со што и практично се зголемија платите за 78%, е Бојан Стоевски, адвокат. Не го познам. Не, направите го само скриншотот од објавата, насловна слика со насловот. Бојан Стоевски е адвокат кој што е близок на ВМРО ДПМН. Практично еден од Уште едно јајце. да, еден од луѓето кои што еден од луѓето кои што заедно со високи членови на раководството на ВМРО ДПМН заедно има работено и е другар и е дел од општински комитети и така натаму и така натаму. Практично Бојан Стоевски ќе го објави режија како изгледа и кој е. Ја поднесува иницијативата до Уставниот суд, а ние зборевме тука во една емисија кој е и како е, само требаше да утврдиме. Дека ја поднесува иницијативата до Уставен суд
за укинување на оваа одлука донесена во 2014 година. Зошто не донесете вие иницијатива, не поднесете иницијатива за намалување на платите? Мислам дека повеќе закони се опфатени тука и навистина треба Па добро, еден специјален закон, например, за Не може, кој што ќе не. се 7-8 односи на сите други рече. закони. 7-8 закони Да, мора да се се менјаваат. Ја нити сум стручен таа фела, нити знам. Ви имате комисија у партија. Има владата пратено некој предлог до собрание. Сега до кај ста са тоа навистина не знам. Сега дека ќе се менјава нешто, не верувам. Во однос на регионот имаме помали плати од скоро сите држави. И Косово и Албанија има, да не збориме за Бугарија и за Грција. Хрватска, Црна Гора се повисоки. По мене би требало да биде праведен систем за сите, да важи исто во однос на коефициент по минимална или во просечна плата, меѓутоа за сите во јавен сектор, или второто она што го реков мерит систем. Да, може да ја пуштите фотографијата да видиме кој е тој адвокат кој што има поднесено иницијативата, по чија иницијатива се зголемија и платите за 78%. Оди сликата? Да, може да видиме тука на екранот. Тоа е Бојан Стоевски, адвокат на ВМРО ДПМН, кој има поднесено иницијатива до Уставниот суд за зголемување на платите на функционерите за 78%. И после оваа иницијатива, после носењето, после одлуката на Уставниот суд, Тимчо Мусунски реши да ја донирал платата на 78%. Да, беше интересно што само пратениците секој зборуваат за градоначалниците, собрање го даваат. Зборуваат за функционери, собрање го даваат. Како само не е точно, значи одлуката се однесува сите функционери и врз основа на законот кој што постоел 2014. Меѓутоа тогаш никој не го зборувал, тогаш никој не го знаел. И како успеа да ви подметнат вакво кукавичко јајце од ВМРО? По тоа устоен суд нема врска. Ама оние ама има едно прашање се одгледаш дали морало да ја почитуват иницијатива. Мислам ова што е одлуката. Законот нема врска. Одлука не го гласаме законот. Да. Законот е донесен не знам кога донесен. Замрзните се платите 2014. Добро. Он спротивно на некој закон? Замрзнувањето било неуставно. Така е. Аха, спротивно на устав. Затоа што замрзнувањето е донесено со одлука на влада за замрзување на плати. Заради економската криза да се навалат платите кои што ги земале 2014 ги земавме до 2023 и втора, трета, да. Без никакво зголемување. Видите сега, тука има и уште една вистина, ако сакаме до крај да бидеме реални. Покачувањето на платите на функционерите е поради покачување на стандардот. Значи, ако 2014 било платата минимално 8.000, овие 78% практично се пресметка. Така е. Од 14 до 23 колку се зголемил стандардот. Да, колку се зголемил стандардот вкупно. Кога би се зголемува стандардот секоја година, би се зголемувале бодовите согласно инфлација, стандард и така натаму, пак би стигнале до истава плата денес, само не одеднаш. Така е. Тоа не е согласно стандардот, него просечната плата. Просечна плата, стандард е се. Минимална и просечна плата. Да. Стандардот е разликата помеѓу трошоците за живот и просечната плата. На Евростат што се совпаѓа со ова што го зборувам дека е намалено од 7 на 4 минимални плати, затоа што разликата помеѓу најсиромашите и најбогатите е намалена за 4,5 пати. Каде во Македонија? Да. Од 10, мислам дека на 5,5 пати е намалена разликата помеѓу најбогатите и најсиромашите. Сега не правиме ние, не сме најбогатите, меѓутоа генерално тоа е анализа на Евростат до 2022, мислам. Па не би рекол Живко Мукаетов со со нас. Значи, статистика знае. Овој 100, ја 10 заедно 55. Да, статистички да. Инаку вака би било, нели, неколку стотици илјади пати. Нема, добре, се совпаѓа со ова што го зборувам за разликата помеѓу минимална и пратеничка плата сега. Да. Тоа беше зборот. Добро. Идеме на тема. Ќе превземете мерки да си ги намалите платите или? Или ние да преземеме мерки. Ние граѓаните. Знам дека владата има иницијатива. Затоа и за таа иницијатива ве прашам. Да се коригира така бодот. Сега докај ќе стасаме, навистина не знам. Јас не сум у таа комисија, треба да дојде на собрание, треба да дојде на комисија. Тоа што ќе биде во интерес на сите, јас ќе го прифрлам. Мислам, не можам ни да се делам од... Не ми јасно како не успевате ви од СДСМ доволно да комуницирате со јавноста. Веројатно тоа ви е, например, ево за овој закон, ако не е заинтересиран некој да го проучи и да го најде оваа иницијатива од владата, нема да никој да ја знае.
по дефолт би требало тоа што иде од владата да... Мислам се PR-джиски оддел. Да. Тоа го зборам. PR-джиски оддел, односи со јавност, комуникации. Не е прв пат да сте власт и да немате комуникација со јавност. Малце многу проблеми има, сега да бидеме и реални. Тешко Малку време. не ви се погоди. Тешко време не зафано од кога Не, добро, ама сам да кажам, сите ги ваѓало тешко време. И ВМРО Колку ДПМН тешко имало, нема? и Не. ВМРО ДПМН имале О, економска и должничка криза. Не, ама Само- ова се е споредливо само- само со 20 години на минат век кој имало Добро, со шпански да, грипи. да, со Само- короната и така Читав натаму. Да бе, анализи. ме искрен. Короната беше 3 пати по тежок. Ама сега ние не збориме за тоа Не, збору- како Вис Мајор влијаел врз актуелностите. Ние збориме за друга работа, ние збориме за одлуките што сте ги превземале, за предлозите што сте ги дале, за проектите што сте ги реализирале. Ја за тоа зборам. Малку се фалиме, тоа е точно. Ама многу сме скромни изгледа, не знам. Нас учеа кога бевме мали фалбата рѓа. Не. Тоа беше у времето на Ме Тито. подсети Фалбата на рѓа, јас го на имам вицот тоа. што јест. Што е. Има, например, веројатно од таму и ви доаѓа оној назив салонски политичари. Бидејќи веројатно вие не комуницирате со плебсот кога ќе станете власт. И од таму веројатно тоа ви Прифаќам критики секогаш. Мада не знам, јас сум достапен колку што можам до секој што сака да ме праша и на Facebook колку што можам одговарам. Сега другите социјални Зошто не им мрежи. го гласате оној законот за финансирање на национални медии?